Доктор Дигорова, вие го забележивте бебето за кое што сега постои сомнеш дека е заболено од вирусот Зика. Ве молам еве од почетокот, како се случи контактот со семејството, со бебчето, дали беше тоа рутинска контрола или кога прв пат ги запознавте овие родители? Вака, јас добив еден телефонски повик, се јавив на телефонот и ме бареа луѓе од Дојран и ми рекоа дека сакат да го донесат бебето на една рутинска контрола. Значи јас не бев матичен негов лекар, туку сака едноставно да дојдат и да го видам рутински дали е се во ред со бебето. Им закажав преглед и родителите дојдоа. И кога ми го донесоа бебето, значи со самото отварање на бебето, јас забележив дека има една диспропорција помеѓу телото и главичката и некој тогаш веќе детето беше на 2-месечна возраст. Значи, како 2-месечно бебе и претходно одело, нели, примало вакцини, БСЖ и некои други работи, меѓутоа така, едноставно родителите сакаат да дојдат кај мене за да видам едноставно еден обичен преглед да им направам. Добро го прегледав бебето и ми ја поберав книшката од раѓање, бидејќи веќе ми стана нешто така, дека има некој проблем во растот и развојот на детето. Ја мерив веднаш обемот на главата, што мислам дека треба секој еден лекар, особено педијатар, да го прави при својот рутински преглед секогаш. И забележав едно драстично несовпаѓање со обемот на главата и неговата возраст. Значи обемот на главата беше некаде околу 32 сантиметри, иако и спрема ние имаме определени перцентилни криви, каде што ги мереме, нели, тој ги споредуваме спрема возраста и обемот на главата и увидов дека практично тој обем на главата е далеко под трите стандардни единици што треба да бидат на перцентилната крива. Веќе кај мене се вклучи еден аларм и почна да ја распрашувам мајката, ми рече дека е второ дете, дека е од Дојран, дека за време на бременоста има посетено еднаш во Грција и едноставно земав една анамнеза. Првото дете има, мислам, сосема здраво психомоторно, има еден уреден психомоторен развој. Детето кога го прегледав немаше некои невролошки испади, значи се уште беше дете кој што одговара така спрема рефлексите, спрема начинот на вака на другите прегледи, одговара на возраста, меѓутоа отстапуваше само обемот на главата. Знаев дека нешто станува, дека нешто не е во ред, меѓутоа веднаш да им се каже на родителите е многу страшно. Обично јас првиот пат кога ќе го видам детето, обавезно го прегледувам секој пат и секој пат постапувам малку по така внимателно спрема родителите. Им реков, мајка, мене малку главчето ми отстапува. Го видов картонот за раѓањето, таму имаше за жал обем на глава кај дете породено, значи обемот на главата беше 33, а јас во моментот на 2-месечна возраст мерев обем на глава од 32. Значи, најверојатно имало и по мене, според мене, дека имало и грешка во самиот обем на главата при мерењето на детето во самото породилиште. Не е возможно да се намали обем на глава? Пред се беше и веќе и затворена фонтанелата, тоа е многу битен знак кај нас педиатрите, значи фонтанелата треба некаде да ја држиме отворена до кај 6 месеци или да го контролираме, ако предвремено се затвора фонтанелата, обавезно го контролираме обемот на главата почесто кај детето. Значи кај тоа дете имаше веќе и затворена голема фонтанела. Пошто не беа мои матични пациенти, им реков, мајка, ве молам, значи некаде да се видиме од прилика сепак за 7 дена. Сакам уште еднаш да го видам детето, да видам барем дали има некое лесно зголемување, нели некои други промени кај детето. Они некаде после 7 дена ми се јави и рекоа, докторке, ние решивме вие да ни сте матичен лекар, дали ќе не примете како пациенти. Јас им реков, мајка, вие сте од Дојран, мислам имате таму лекари, нема потреба да идете, јас вака, ако треба ќе ви го гледам детето, меѓутоа они инсистираа јас да им станам матичен лекар. Викам, добро, нема проблем, дојдете, запишете го детето. И така требате, им закажав после 7 дена преглед и веднаш викам, повторно ќе ви го видам детето. Сега веќе кога дојдоа веќе нели тука вториот пат, обемот на главата беше исто. Одвај мерев 32, значи немаше ниту 1 милиметар нешто по-зголемено, иако е тоа кратко време, меѓутоа сепак може барем малку од нешто да има променено. И јас им реков,
Сега веќе морав да настапам и ме реков, викам, мајка, вие морате, викам, детето има според мене помала глава, отколку што треба да има, и сепак тоа заслужува да се испита, заради тоа што мислам дека самото утврдување на тоа што имам, значи, сумњам дека нешто станува збор, ќе биде, значи, во корис во целата работа, а и за вас подобро, пошто сега ви рекувам дека е мала, нели, главата, може да ќе биде подобро, побрзо и вие да бидете, значи, да знаете на што сте. Така да тоа беше некаде петок и ми јас реков, ќе дојде во понеделник, пошто треба еден ден да поминат овие формалности, нели, во запишувањето во тој систем на пријава на матичен пациент. И пошто немаше термини на детска клиника, јас ви реков во понеделник, јас ќе ви дадам приоритетен упут за детска клиника. Приоритетниот упут во овој случај, значи, даваме ние приоритетни упути кога станува нешто збор за нешто итно, нешто неодложно, меѓутоа, право да ви кажам, во овој случај, по самата конституција на детето и самиот обен на детето, мене ми стоеше дека не сакав воопшто, мислам, ми помина низ главата Зика вирусот, меѓутоа, воопшто не сакав да верувам дека нешто може да станува збор за тоа, меѓутоа сакав тоа сепак да се испита, за да може, нели, да видиме точно што станува збор за, мислам, што станува збор, како е дојдено до нормалување на детето интраутерирано, нели, на главата кај детето, кај мајка. Истовремено ја прашав дали е контролирана гинеколог, она рече дека е редовно контролирана на гинеколог, меѓутоа понатаму не сакав да прашам кој е гинекологот и така натаму, иако, нели, во тек на еден таков преглед би требало да се види дека детето има еден намален обем на главата. Тие во понеделникот тргнаа за Скопје, значи јас им го дадов приоритетниот упут. И некаде кај 12:30 таткото ми се јавува и вика, докторке, никој не сака да не приме на клиника, пошто е бил приоритетен упут. Им рекле дека практично тоа не е нешто итно што мора да се иследи, да се прима, бидејќи сепак микроцефалијата не е нешто, значи, нешто сосем итно, можеме тоа да го одложиме за месец дена, додека не добие термини, нели, не пуштат термини во детска клиника. Меѓутоа, и едноставно им рекле, со приоритетни упут не можеме да ве примеме, тоа било на приемна амбуланта, значи без да се консултират. Таму лекарот што бил на приемна амбуланта, вика, никој не сака да не приме, и ние, вика, треба да се вратиме повторно за Дојран. Јас сум реков, никако враќање за Дојран, заради тоа што навистина имам нешто, некоја интуиција ми кажа дека треба вие да останете и да се испитате едноставно. И си земав за слобода, значи се јавив директно до директорката на детска клиника и реков, викам, доктор Софијанова, јас пратив се бајле едно детенце, утринава пратив едно детенце со микроцефалија, со приоритетен упут, знам дека тоа не е нешто наитно, меѓутоа заради тоа што терминот може да после месец дена ќе го возможам повторно да го добијам, ве молам, значи детето да го видите и ако може да го хоспитализирате едноставно, меѓутоа сакам да го видите бидејќи имам, баш ја реков, имам некоја интуиција, детето доаѓа од Дојран, било е во Грција, тоа е далеко од нас, меѓутоа да не станува збор за Зика вирус. Вака баш реков. И доктор Софијанова, како секогаш, нели, кога секогаш излегува во сусрет на вакви деца и мислам секој пат излегува во соработка, мислам, со сите нас, ги повика родителите горе во канцеларијата, ја увиди ситуацијата и така беше хоспитализирано детето. После една недела таткото ми се јавува повторно на мене и вика, докторке, ние сме, значи, хоспитализирани, вика, направени сите исследувања и вика, лекарите на детска клиника имат сомнение дека се работи за Зика вирус. Вика, ни зедоа крв мене на детето, не ги побараа резултатите од родилиште таму, крвните слики и сите тие резултати ќе се пратат за Скопје, за Германија, каде што треба да се потврди, нели, оваа дијагноза. И така, јас истовремено ми рекоа ќе се направи магнетна резонанца на детето. Што мислите вие, потребно или не? Викам, се што треба ќе направите за детето, направете ја магнетната резонанција, значи мораме да знаеме што станува збор, зашто станува збор. И така, се нема вслушнано 2 недели, практично од кога ми се јавија последниот пат, и вчера преку медиумите дознав дека навистина е поставено сомнение за Зика вирус. Се уште се чекат резултатите, мислам, за денга, меѓутоа се јавив, нели, јас повторно до директорка на детска клиника и таа ми рече дека сите други резултати се негативни, тие
другите резултати, мислам другите инфекции што може да доведат до микроцефалија, значи другите вируси кога мајката може да заболи во тек на првото тромесечие се исклучуваат. Денга вирусот мислам дека и тој е исклучен веќе и останува, значи уште да се дојде потврдата за вирусот Зика. И како да ви кажам, јас од една страна бев стварно вака малку тажно во секој тој случај, бидејќи знаеме дека Зика вирусот е навистина вирус што ако веќе се потврди дека е тоа навистина, треба целокупната медицинска јавност да се информира и да зема превентива во смисла што колку може да се направи веќе за тоа дете, понатаму ќе видиме како ќе се развива, што ќе се развива, кај ќе има невролошки дефицити или некои други дефицити, значи тука веќе ќе се бориме за тоа дете колку можеме и колку нели дозволува медицината да дојде да го направиме барем до некаде, нели да видиме, меѓутоа тоа времето ќе покаже. Меѓутоа е многу побитно за идните мајки и за идните деца што нели ќе се раѓаат, едноставно да се постои, ако се утврди дека е Зика вирусот, да се обрне внимание за да спасиме една цела генерација на идни деца кои што за жал можат, например, ако нели се утврди Зика вирусот, а не се еве така го одложевме за месец, 2 месеца, доаѓаат летните времиња, може например да настанат закасните реакции веќе кај самите бремени жени, што и сега се моментално бремени. Од тоја гледна точка, значи, иако мој термин, значи, сепак точно, мој термин дозволува по оцена на лекарот да креира превентивен упут, значи упут без термин, приоритетен упут, значи едноставно мојата интуиција го натера да го направам тој приоритетен упут и еве тука дојде сето тоа.